There have been documented sightings of metallic spheres over DOE facilities, if you want to call them drones in this instance, such as one report on April 30th, 2019 over LLNL. What investigations have been conducted in regards to these sightings, and what conclusions do you guys have about the nature and origins of these objects? I'm happy to follow up with you on that. Во брзо испрашување и размена на реплики со американски пратеник, американската министерка за енергија Дженифер Гренхолм даде важно признание во врска со феноменот НЛО. There have been persistent claims and reports, including those from credible whistleblowers to this committee, suggesting that the U.S. government, potentially including the Department of Energy, has been involved in reverse engineering technologies recovered from UAP. Кога представничката Ана Паулина Луна праша дали Министерството за енергија на САД ангажирало федерален персонал за борба против тероризмот во рамките на нивните истраги за НЛО кои се појавувале околу нуклеарни постројки, Гренхолм првично се чинеше дека избегнува да одговори. Does the DOE currently work with JSOC in order to handle security measures? We work with all of the security entities around the federal government. We're part of an overall all-of-government effort on both cyber as well as national security. Кога конгресменката Ана Полина Луна го повтори прашањето, Гренхолм призна дека Министерството за енергија ја ангажирало дивизијата на специјалните сили на американската војска. Дали Министерството за енергија работи со JSOC за да се справи со безбедносни прашања, праша Луна. Ние работиме со сите безбедносни ентитети околу федералната влада. Ние соработуваме со сите напори од целата влада, како за сајбер безбедност, така и национална безбедност, рече Гренхолм во нејзиниот одговор, избегнувајќи директен одговор на прашањето. Do you guys work with JSOC? Yes or no? Yes, we do. Луна дополнително ја притисна Гренхолм и праша дали соработувате со JSOC, да или не. Да, соработуваме, одговори Гренхолм. Размената на овие реплики се случи за време на сведочењето на министерката за енергија Гренхолм пред надзорниот комитет на представничкиот дом на САД, долниот дом на Американскиот конгрес, на 23 мај, во урочиште кое траеше повеќе од 2,5 часа. Покрај Ана Полина Луна, министерката на оваа тема ја испрашуваше и конгресменот Тим Бурчет, кој заедно со Луна и со уште повеќе од дузина други конгресмени и демократи и републиканци ги водат сите напори за носењето на закони за НЛО во Конгресот и за организирање на конгресни сослушувања на оваа тема.